Петар и Марија живеат заедно со мама Весна, тато Милан, баба Зоре, дедо Никола, Ава и со двете златни рибки. Предпоставувате зошто сакаат да се преселат во свој дом. Размислуваа, пресметуваа и разгледуваа. Заедно направија математика. Родителите ќе им помогнат со учество, а тие ќе ја плаќаат ратата на кредитот. Видоа дека таа би била еднаква на ратата за кирија што би ја плаќала. Затоа отидоа во Стопанска банка и советникот за стамбен кредит направи симулација на кредитот. Беа паметни и неколку месеци вежбаа за да бидат сигурни дека домашниот буџет ќе може навистина да ја издржи месечната рата. Но каде да биде новиот дом? Петар би сакал да остане поблиску до неговите, а Марија да има детска градинка во близина, но смета дека се важни уште многу други нешта. Еден им се бендиса. Веднаш го проверија имотниот лист, дали се платени сметките за комунали, се беше во ред и поднесоа барање за стамбен кредит во Стопанска банка. Советникот им објасни дека каматната стапка ќе им биде пониска, затоа што Петар прима плата во Стопанска банка, па има дополнителни придобивки. Супер беше што решија да аплицираат за време на промотивната понуда од банката, па заштедуваат околу 500 евра. Заедно со советникот решија за идеалниот рок на отплата, подпишаа преддоговор со продавачот, ги поднесоа сите потребни документи и аплицираа. Телефонот задзвони по само еден ден и добија првично одобрување за кредитот. Го слушнаа одговорот што толку го посакуваа. За кратко добија и конечно одобрување и го викнаа Петар да потпише договор. Додека Марија ги пакуваше, Петар ја зеде полисата од осигурителната компанија, го потпиша договорот со Стопанска банка, на нотар потпиша акт за воспоставување хипотека и доби исплата на кредитот. За да не се грижи за ратите, потпиша траен налог и таа обврска и ја препушти на банката. Конечно, беа сами во свој сопствен дом. Па добро, не баш сами. А кога семејството порасна, време беше и станот да се реновира. Го надополнија кредитот и со средствата што ги подигнаа направија детска соба. Остану уште Ава и Лука да се договорат чија е.